Истанбулската конвенција во нашиот систем половично имплементирана, а преземените мерки за заштита од семено насилство не се доволно ефикасни. Владата на СДСМ и ДУИ ја ратификуваа Конвенцијата на Советот на Европа, но спровеле само 48% од предвидените 52 активности, 32% воопшто не се реализирани, а рестото се делумно направени. Ова се резултатите на извештај за имплементација на Истанбулската конвенција за периодот 2018-2023 на Државниот завод за ревизија. Главниот ревизор Максим Мицевски вели дека немаме доволен број на шелтер центри, обучен кадар во центрите за социјална работа, а најголемите пропусти се во превенцијата. Конечно, значи треба да се научиме да допруваме со ризиците, да создадеме силен систем на контрола за превенција на состојбите и конечно да создадеме општество кое што во суштина ќе има култура на превенција, а помалку репресија и само на тој начин ќе обезбедиме соодветно постапување, односно континуирано намалување на бројот на жртви на родово базирано насилство и семено насилство визави сегашната состојба каде што имаме постојано благо покачување на жртвите на родово базирано насилство и семено насилство. За тој период во земјава се регистрирани над 6000 случаи на семено насилство, од кои над 60% се со телесни повреди, а околу 30% се животозагрозувачки. Уште пострашно е тоа што од 2023 па наваму државата нема усвоено национална стратегија за спречување и превенирање на семено насилство. Последниве 2 години алармантен е бројот на случаи на семено насилство. Годинава од јануари до јуни направени се 512 кривични дела поврзани со семено насилство. Од нив на 300 случаи се со тешки телесни повреди, 3 убиства и уште 3 обиди за убиство. Од 512 евидентирани сторители, 474 се мажи, а 55 се жени. Според статистиката на МВР, најчесто сторителот е сопруг или партнер, потоа син, па татко. Голем дел од сторителите делото го извршиле под влијание на алкохол. Дури во 70 инциденти под дејство на дрога биле десетина сторители, а останатите стотици насилници не биле под никакво опојно влијание. Во Скопје има евидентирани 127 кривични дела, во Битола 59, во Велес 50, во Куманово 57, а во Тетово 70 кривични дела. Последниот фемицид што се случи во Велес во септември годинава предизвика лавини реакции во јавноста.